До толку никој не се надевал дека глупостите може да се развиваат во нашата земја. Железни опинци ќе облечем. 500 евра плата. Просечна во Македонија ќе има. Ви реков, болничко лекување ќе биде бесплатно за сите. Специјалистите ќе примат 100.000 денари плата. Кој бе тоа ќе спроведе во Радовиш, во Струмица, во Прилеп, во Кавадарци двојазичност? Глупости невидени, до каде забега? Додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија, тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. И цело време го донеле Заев да го продаде името. Ајде, мајката! Нема присилно учење јазик, казни за незнаење албански, нема двојазични банкноти, двојазични униформи, нема промена на устав. Пресериозно ова прашање и навистина не боли нашата национална посебност. Никој не може во Македонија, верувам дека нема родено таков човек кој што би дозволил промена на устав и промена на нашиот идентитет. А што се однесува до уставот, гарантирам, одличен устав имаме. Европски устав. Уставот нема да дозволам никој да го смени. Уставот ќе се почитува. Уставот ќе се спроведува. Нема менување на уставот. Бидете спокојни. Да живее Република Северна Македонија. До толку никој не се надевал дека глупостите може да се развиваат во нашата земја.